цениме добрата намера на Министерството за образование да го подобри квалитетот на високото образование. Меѓутоа, неприфатливо е законот за високо образование да се донесе без претходни консултации со професорите, кои може да придонесат за пореално согледување на фактичката состојба во образованието. Затоа цениме дека треба да се продолжи започнатиот диалог помеѓу Министерството и универзитетските професори, за да се добие поквалитетен закон. Така, например, критериумите за избор на ментори за докторски студии, член 7, како и за избор и реизбори на наставно-научни звања, член 14, не кореспондираат со реалните услови. Нужно е да се свати дека органската поврзаност на високото образование треба да биде со науката. Ако сакаме по-висок квалитет на високото образование, што е основна цел на овој закон, мора да бидеме реални да кажеме. Необходни се најмалку 5 пати повеќе средства за науката, за да има квалитетна научна работа, издржани научни трудови, објава во референтни списанија, присуство и настапи на бројни конференции, симпозиуми и конгреси и конечно постигнување на посакуваните европски критериуми. Според тоа сметаме дека е потребно да се оддели Министерството за високо образование и наука, за да може да одговори на потребите на наставно-научните работници и научниот напредок на земјата. Според тоа, без реални средства во науката, нема услови за европско високо образование, односно за да од професорите се барат европски критериуми, треба да се обезбедат и европски стандарди и услови за научно-истражувачка работа. Благодарам.